Сега демократијата е до завидно високо ниво и веќе си дискутира со аргументи и со све. Зашто станува збор? Најубаво ќе ви кажат самите пресконференции и нивните интелигентни и експонирани портпароли и други членови. Почитувани господа од власта, ве молам на јавноста да ја дадете одговор каде отидоа 15 шлепери со цигари во периодот од 2 до 6 април таа и таа година. Затоа опозицијата нека го праша нивниот тогашен шеф, кој што интензивно пушеше во тој период, кај ќе стигне, со надеж дека шо подолго ќе остане на власт. Ете, драги гледачи, гледате како се бираат зборови за да се истакне све и кога ние не би биле телевизија од завидно ниво вака, да биде само еднострано, ќе си мислите дека аргументите се исклучиво на таа страна, меѓутоа да видиме што за тоа ќе каже овие другите што ќе кажат. Ние во тоа време не сме се занимавале со пушење, но затоа имаме снимки на кои се гледа дека нивни членови пушеле и тоа многу активно. Еве, уверете се и самите. Драги гледачи, гледате две партии, меѓутоа различни мислења, ова веќе како шаховска партија. При нападот на едните овие одлично одговорија со контрапотек и при тоа направи дупла акција. Му парираше, му напада со ваквото на Г4. Кој ги доби тие 8 стана? Меѓу другото, кога е кречен станот број 86, дали е тачно дека молерот Перо, која прашал за колку станови ќе ми платите кречење, дрско и со уценувачки тон му било одговорено: не јади говна и кречи. Ова не јади говна не е наше, затоа што ние не користиме, ова е чист цитат, ние не користиме такви изрази. Дали е точно дека у 8 оделение на 2 недели пред крај на школска година, четворката по математика му е поправена по ургенција на неговата комшевка, што се вика Сава? Ова е флагрантна лага. Имам доказ дека комшивката не се вика Сава, туку Лепо Сава. Гледате што значи да си интелигентен. Да се вади прљав веш, при тоа да се остане достоинствен. Ете, гледате и самите со што се служат. Па ти ке ми кажеш, бе. Пу! Мене ли, бе? Пу! Ти нормален ли си, бе? Мене ли, бе, ти, бе? Ти не си нормален, будала една... Драги гледачи, не знам дали приметувате, меѓутоа процентот на влажност овде драстично се зголемува. Јас овде ќе морам да го завршам овој пренос, зашто патам од Реуба, меѓутоа представниците од другите медиуми ќе продолжат да информираат за настаните. Селјачана! Ѓубре, не вас питам. Багра! Пу, пичка ти... Пу! K15!